Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам посебна чест и вистинско задоволство да разговарам со Леетив Намдак Жанчевин. Долго името, затоа морам да го прочитам, инаку ние се познаваме подолго време и скратено нашиот другар, нашиот пријател го викаме Ли. Но морам и официјално да го најавам, Ли е почесен генерален конзул на Монголија во Република Македонија. Инаку, тој е познат архитект, дипломиран архитект, но и сликар, и писател, и преведувач. Па Ли, еве, добре дојде во нашава емисија во потрага по вистинскиот збор. Имаме 45 минути на располагање да проговориме за твоето детство, за твојата младост, за твоето доаѓање во Скопје и за се друго што е поврзано со архитектурата, со литературата и со ликовната уметност. Првото моje прашање е твојата Монголија. Ти си роден во Монголија и би сакал на почетокот да ни проговориш малку повеќе за самата земја Монголија, за твоето детство, за твоите родители, за твоето семејство, за она што е корен на секого, па и твој корен. Повели Ли. Благодарам за овој најава и ми е големо задоволство да одговорам на сите прашања. Сега, пошто беше првото прашање, значи за мојата земја, за Монголија. Знаете дека Монголија се наоѓа у Централна Азија, ние викаме у срцето на Азија. Значи Монголија се граничи на југ со Народна република Кина и на север граничи со Русија. Тоа е сега како стои географскиот опис. Сега, кога би сакал да зборам за Монголија, значи Монголија е една од како да речем, нации кои има фантастична историја, како што и македонската нација има историја. Значи, сакам да кажам, вие сигурно знаете дека постојала Монголска империја, дека Монголската империја е најголема империја што уопшто постојала на планетата Земја. Предводено на нашиот, ние викаме големиот хан, Чингис Кан, и неговите овие наследници, синови, внуци, праправнуци. Значи, Монголската империја траела 400 години. И со димензија на освоена територија, значи Монголската империја почнува од јужно-кинеските мориња, све преку Централна Азија и преку Русија и до Централна Европа. Значи, во тоа време, значи Чингис Хан усвоил територија до Москва. Тогашно време, меѓутоа неговите овие наследници и го продолжиле, например, неговиот внук Батукан освоил територија до Централна Европа, да речеме, освојувајќи, например, Киев, денешна Украина, Полска, Мажарска и до Виена. Така. Значи, тоа не може да се прави, нели, на еден век и така натаму. Значи, самата историја кажува колку тоа траело. Значи, тоа би било на кратка така историја. Инаку, нашиот голем хан, Чингис Кан, е прогласен како личност, персона на милениумот. Тој е од Америчкиот институт за историја. Така да, тоа сметам дека цел свет затоа е информиран, дури некои земји се учи, нели нормално спомнува историјата на Монголија. Сега во врска со историја на Монголија, јас само ќе ви покажам, овде ќе имам една книга, една книга за Монголија, за Монголска империја,
иначе напишана на стара монголски јазик. Да, видиш како се пишува. Да, интересно. Ова книга ја преведувам сега на македонски јазик. Тоа е едно од многу ретките книги воопшто во сите овие големи библиотеки во светот. Значи, овде, тајната историја на монголите и сега, значи, овој на македонски јазик. Да. Али мора уште да се доработи и да биде спремно за печатање. Ова е како пробно печатање. Беше. Значи, тоа е една голема работа на кој многу сериозно постапувам и ми треба време и исто време излегуваат други некои податоци во врска ова книга и кои што мора да бидат влезени у самиот превод. Мислам како објаснување. Тоа е во врска со таа книга. А инаку, лично јас сум роден во една семејство на степски номад. Значи, моите родители не биле, него се степски номади. Да покажеме ова фотографија. Еве вака, да камерите да видат. Овде си ти со твојот татко. Со татко ми, да. Ама ово е у средна школа. Кога си бил... гимназија, односно. Во гимназија, средно училиште. Да. Добро, продолжи да ни кажуваш. Се гледа дека многу фрајер човек. Така. Шегувам. Тоа, значи, јас сум роден у една степа, тогаш ние, моите родители имале 10 деца. Значи, јас сум као седмо дете и пред мене се родило едно машко дете, меѓутоа он починал бргу. Така да после тоа јас као прв машко дете бев многу привилегиран, да кажеме. Разгален. Да, разгален и така натаму. И сега, знаете како у номадска прерија, например, секој монголско дете почувствува таа, ние викаме, убавина. Значи, територијата кај што моите живеа, тоа беше степска земја. Значи, монголската степа е безкрајна. Значи, некој човек од Европа да фрли таму у степа, он гледа лево, десно и све 360 степени, ама гледа само хоризонт. Една линија, хоризонтална линија, дури он ќе се извуни и ќе се исплаши. Ќе се изгуби. Да, ќе се изгуби, кај ќе оди сега, тоа е, пошто по кој правец да тргне. Сегде, да, сегде е равно. Значи е равно и се гледа земјата со трева, бијќи е степа. Има трева, нормално степска. Ама нема шуми, нема збором долини, котлини. Тој географски дел кај што моите живеа, и јас сум пораснал таму. Значи, номадите, како сите номади, мојата фамилија, мојата семејство, имале, да речеме, стока, домашна стока, да речеме, 1500. Дали биле тоа овци, кози? Па тоа сакам да кажам. Значи, конкретно моите родители има, да речеме, 1500 кози, 2000 овци, речеме 150 коњи, 300 крави, речеме 500 камили. Значи, од сите врсти на домашни животни. И ние као деца сме израснати со животини, животинчиња. Значи, сакам, јас секогаш зборам, кога веќе сум овде во една јоровска земја, да кажем. Значи, дете кој ќе израсне во една околина кај што има домашни животини и натурална природа. Значи, тоа ти е една школа за едно дете, понатамо како личност да биде исправен со своје размислување, со своје расудување, тој додека растев, значи кога одам коните да ги соберам, значи некој место ќе седнам, ќе наблюдувам природата. Значи јас знам како инсектите шетаат таму, ваму, и што прават, и дали се тепа, дали овон. Значи, учиш... Дел си од природата. Да, учиш еден процес на преживување или живење на свет, на живиот свет. На живиот свет, И
Флора и фауна. Да, тоа ја секогаш велам и на моите деца и така, тоа ти е една предност ти да бидеш, да израснеш во една позитивна личност, кој што во свој живот ќе ги совладува сите тешкоти без многу трагедии или без многу овие... Да, ти си дел од природата. Да, тоа сакам да кажам колку тоа помага на такво едно дете да израсне во таква средина. Да. Ете, тоа е тоа. Сега да прашам веднаш, Да. Ли, ти до која година беше во Монголија? До која возраст? Да. Видите, јас нормално само една случка може да ви раскажам. Може, слободно. Слободно. Јас кога имав 8 години, Добро. сите деца од околните семејства отидоа во школа да учи. Така. Али моите родители вика ти си нашо прво маско дете и не мора да одиш во школа и тука имаме стока и ти Да, тука ќе се ќе грижиш. седиш и тоа. И за семејството и за добиток. Така. И јас си реков, не, ја морам да одам во школа. И они упорно тврди дека не морам. И ја излегов од дома, покрај река, штрајкувам. 3 дена штрајкував, дома не влегував. Протестираш. Додека не ми дозволи да ме однесе во школа. И сакам да кажам, како сум почнал во школа да одам. И на крај мораше да ме однесе во школа. Морале да попуштат. Значи, јас во моето родно место сум завршил основна школа до 7 одделение, после исто на поголем град завршив средна школа, односно гимназија. Да. После завршување на гимназијата, ја дојдов во главен град, односно бев распореден да студирам граđевина. Архитектура, Да. градежништво. Граđевина. Градежништво. И у тој универзитет прва полугодија обично кај нас, значи бурцоши кои покажува одлични оценки ги праќа во странство да студира. Ете, јас имав 5 испити, да речеме 5 десетки. Браво. Да. И бев потенцијален кандидат да студирам у странство архитектура, дали у Полска, дали у Југославија, дали у Русија, ми рече 3 земји и на мене остави да одберам. Так. Ја одбрав Југославија. Зашто Југославија одбрав? Значи, откако ми стави во знање у 3 земји да одам да студирам, значи ја одов по амбасадите на тие 3 земји. Добро. Они обично имат пред амбасада некои рекламни материјали. Да, материјали. И кога отидов пред Југословенска амбасада, читам дека оваа година, не знам, на Јадранско море избрана мис на Југославија, девојки таму, вамо, викам, ова е интересна земја. А ти млад човек. Да, млад човек, викам, одам таму. Одам. Кај што има либерален живот, демократија, слобода. Да. Југославија беше многу различен од другите комунистички социјалистички земји. И ти од тие 3 земји, од Русија, од Полска, ја избра Југославија. Да. И како дојде во Скопје? Види, јас, значи, откако беше решено да студирам во Југославија, со воз тргнавме од Улан Батор од Монголија. Добро. И 14 дена патувавме со воз од Улан Батор. 2 недели, 2 седмици. Да, од Улан Батор преку Москва, преку Украина, преку Белград и од Белград и у Скопје. Ама ти знаеше дека ќе дојдеш во Скопје? Не знаев, не знаев, затоа што ние кога стигневме во Белград, добро. Да, нас не дочека нашата амбасада, тогаш монголска амбасада имаше во Југославија во Белград. Белград е главен град на Југославија. Така. И сега, после, у амбасада, претходно они контактирале со сите републики на Југославија, али тогаш, значи, 68 година, актуелно беше Скопскиот земјотрес. 63-та. 63-та, ама беше актуелна градбата на градот. Обновата. Обновата на градот. Сега се обновуваше Скопје. Амбасадата реши ние да студираме во Скопје, затоа што таму
наводно имало многу новини за изградба. Да, и се гради така, градот, така, се обновува. Значи, тоа беше од амбасада во координација со Скопскиот универзитет. Така. Значи, така сме... И ти доаѓаш, овде се запишуваш на Градежниот архитектонски факултет, тие се заедно во иста зграда. Тогаш беа заедно, ама сега не се заедно. Тогаш се викаше архитектонско-градежен факултет. Така, сега се посебно, така. Сега, ние кога дојдевме нормално, нели, не знаеш јазик и ние моравме да учиме јазик. Учиш јазик и каде се сместуваш? Приватно или во Не, студентските населби? одма не смести во студентски дом. У кој дом беше? Прво бевме у медицинар, у бараките. Медицинар, бараките, добро. И после се префрлевме во Кузман Јосифовски. Кузман, добро. Да, ама после, јас кога станав абсолвент, бев у Гоце Делчев. У Гоце Делчев, Да. така. Значи, откако ми 3 месеци учивме македонски јазик, нас ни предаваше професорот Марков, ако знаеш, од Филозофски факултет. После Белчев, професорот. Да, знам. Да, ми Белчев, предаваше и преку лето професорот Белчев не зема, ние бевме четворица монголци. Четворица. Да, И сите бевте на како бевте запишани? Сите бевме на архитектура. Сите на архитектура, така. Четворица. Значи, професорот Белчев ке ни земеше преку лето на Преспанско езеро. Добро. И на плажа, пошто ние сме сувоземно животно, како да те кажам, не знаеме да пливаме. Да. Се, професорот... Од степа на езеро. Да. И професор ке не седне на плажа, на песок, и физички ни покажува како треба разете нозете. Да, за да пливате. На суво пливаме. На суво. И луѓето што поминуваат, се смеја. Пливање на суво. Кај се појави. Интересно. Тоа беше приканда за професор Белчев. Убаво, необично. Да. И добро, завршуваш овдека во Македонија архитектура, ама тука ти продолжуваш, тука остануваш. Или? Чека се вака. Ајде малку приказната да ја развиеме. Да. Како што реков, бевме четворица, меѓутоа моите земјаци тројца. Добро. Ефтем удрија на забава и за тамо, вамо. Не заврши. 2 пати и запишува повторува години и после од амбасада назад. Ги вратија. Да. А додека јас бев стварно редовен, не дека се фалам. Да. Редовен бев и бев многу, да речеме, професорите многу ме сака. Затоа што покажува веројатно некој... Да, заинтересираност, совесност. Значи, јас дипломирав 74 година кај професорот Жико Поповски. Да. Тој беше познат и професор и архитект. Да, он беше познат архитект и познат професор. Да. И после завршувањето, значи, после дипломирањето, нормално требаше да се вратам во Монголија. Меѓутоа, кога бев во година абсолвент, јас се оженив. Значи, тоа е. Да. Зеде македонка? Да. Најде убава македонка и вече нема враќање назад. Македонско чупе. Македонско чупе, девојче, од Битола. Чупе. Да. И 74-та година ствари се роди син ми. Така. И така. Арно, ама после се то, јас мораше да се вратам во Монголија, затоа што така беше државното уредување. Значи, тогаш се уште беше оно соцкомунистички систем, разбираш. Ти си студирал, нели, на како... Треба да се вратиш таму. Да. Те финансирале за Монголија, не за да останеш во Македонија. Така, точно, баш така. И колку години после во Монголија продолжи? Види се, имав многу проблеми околу тоа, значи административни проблеми. Да. И демек мораш да одиш прво сам, па после да ги повикаш. Семејството. Веќе беше прашање дали можам да ги повикам и така натаму. И многу маки виде, мислам, родителите на жена ми, нели, знак прашање, дали дете им е тоа и така. Ама и дете, ама и си добил и ти дете, сте имале и... Јас сум добил дете и така, сте имале веќе формирано семејство. Сериозна е работата, да. Така. Добро, јас после отидов, значи, кога они ми дадоа државата некоја гаранција дека се ќе биде окей, ја отидов сам
И после пратив покана, нели, Да. после сите процедури, после тогаш така беше, странски државјанин да пратиш покана, па за да дојде у Монголија. И така. И после една година, ја веќе работив таму, нели, као архитект и така. И после една година, жена ми дојде со синот, преку Москва. А и тие живееа некој период таму, така? Да. Тие живееа таму 3 години. 3 години. Да, живеевме заедно таму. Меѓутоа, знаете, Монголија има многу строго клима. Значи, специфична клима. континентална клима, то ти е страшно ладна зима, страшно топло лето. Студено, а прежешко во лето. Значи, тешко, ја само знам дека жените на Југословенска амбасада не може да останат повеќе од 3 месеци. Ради климата. Значи, сурова е климата. Сурова клима. И така, значи, мојата жена, нели, од овој крај, не не можеше да издржи на тие температурни разлики. Она се разболе. И то многу озбилно се разболе. И ја морав неизе со детето да пратам на тука во Македонија. Да се врати. И ода како стигна тука, опа, ништо не е. Си се нормализира, си се врати на својот. Не знам што беше работа, дали homesick, носталгија или што беше. Али не, имаше страшно болка во главата и така. Лечивме и со апунктура и се тоа, меѓутоа не помогна многу. Значи тоа е историјата. После, знаеш, јас правив план, значи да после нив ја да избегам. Се уште беше тој систем, стариот систем. Кај нас, знаеш како, тоа време не можеш ти да добиеш пасош да излигуваш странство. Точно. Не беше. Али затоа Југославија беше тогаш, југословенскиот пасош беше најбаран тогаш. Вредеше. Секој вредеше, затоа што секој граѓанин можеше да има пасош да оди на... Кај сака можеше со југословенски пасош. Ете, тоа беше. Сега, направив план како да избегам. Да. Ама да биде пак... Нема да кријам јас. Регуларно да биде. Да нема последица по мене. Да немаш последица, да можеш па да се вратиш. И така, значи, после известни маневри, значи, успеав да направам некои контакти у милиција, таму, ваму, и успеав да добием пасош. Мене ми беше важно пасош да добием да поминам граница. Да поминеш граница? Пасош добив и стигнав тука во Скопје, и после гудбај. Не дека не сакам ја мојата земја. Јасно. Ама тука си имал семејство, тука супругата, синот. Човек живее за своето семејство, нели, за свое чедо. Ама продолжите во Скопје, не во Битола. Не. Тука си продолжите. Жена ми е као девојче. Као девојче родена во Битола, инаку во Скопје. Во Скопје, така да она е скопјанка. Така. Родена во Битола. Само родена. Да. И така. И овде како продолжи овде со работа, со ангажмани? Овдека, кога дојдов, тоа беше 86-та година. Тогаш имаше некоја економска криза во Југославија. Значи, јас одма сакав да работам као архитект, меѓутоа моите колеги од моја генерација архитекти што завршија тука во Скопје, работат во бетон, педагогија, маврово, таму, ваму, меѓутоа седат вака, немаше работа. Затоа што немаше инвестиција за град. Не се градеш. Тоа беше еден таков период во Југославија. Мртов период, затиши беше така. И сега, затоа не можев да работам као архитект. Али јас бев спремен, ако треба да утоварам, да истоварам, значи, за да се обстане фамилија. Јас бев спремен, значи, никаква работа не е подценува. Точно. Меѓутоа, мои едни колеги работеа во овој институт за заштита на споменици, на кај Стара Чарши. И таму им треба архитект да оди по терени, да сними стари објекти. Убаво. Да, супер. Како измислена работа за тебе. Бре, како измислена работа. Знаеш колку имам документација правено јас? Имам цела Ајдучка чаршија во Кратово имам снимено, ама рачно, цртано. Рачно ги Рачно цртано. Да. Имам снимено на кај Стручки
стари стамбени куќи. На Кајделцево имам цртано стари куќи. Па тоа многу во вредни работи. Да, во Разловци имам снимено една Свети Дмитрий црква. Да. И имам, значи, институт за заштита на културни споменици правеше пред не знам колку години, 50 годишница. Правеше изложба и како најубави документации ставија моите да комплети. Зашто биле изворни, оригинални, ти ги црташе со рака? Да. Со туш? Со... Браво, браво. Ја, нажалост, не ги донесувам. Ама тие ги чуваш? Тие се вредни работи, браво. Документација. Практички ти си имал една многу убава работа и многу полезна за државата. Тоа е не уредовна работа, јас само хонорарна работа. Хонорарно, Да. тие илустрации кои што тогаш си ги цртал, тие се многу денеска битни, вредни. значајни, вредни, би рекол дури и раритетни. И ти сигурно тоа си го правил со голема љубов, бидејќи си го правил и надвор од работните обврски. Си го правил затоа што си имал дарба за тоа. Не само што си бил архитект, туку и ликовно си се изразувал. Значи, како ликовен уметник, како цртач. Така. И тој период сигурно ти е многу драг и битен во твојата, како да речем, прва работа во Македонија. Така. Потоа, како продолжуваш? Па, види сега, после, истовремено, или нормално бараше работа, има доста историја, знаеш како. Добре. Јас тогаш градоначелник на Скопје беше, ако се сеќаваш, Душко. Поповски? Поповски, своевремено беше амбасадор во Франција на Југославија. Точно. Сега, ја кај него одам секој недел. Викам, градоначелниче, работа ми треба, работа. Барам работа, така. Го изгнјавив човекот. И на крај он ми најде работа, да работам во една мала текстилна фабрика, како моден креатор. Моден креатор. Да. Тамо работев 3 години, али имаше тамо еден мајстор кој завршил текстилна конструкција, моделарство во Марибор, у Словенија. Беше многу јак. Прво наработил во Прогрес конфекција. Од него све од А до Ш научив. Да правам шаблони. Да правам шаблони, да конструирам облека. Браво. Да. И станав... Си го научил занаетот. Да, спечелив занат. Јас сум доживотно благодарен на тој мајстор. И така. И после таа фирма пропадна. И после отидов кај едни приватници да правам конструкција, шаблони за конфекција. Да. И работив може 1-2 години. И после случајност се поврзав со едни луѓе и почнав да работам за фирма Јукан, се викаше. Јукан, позната текстилна фирма. Да, во Јукан работив може би 12 години како моден креатор. Да, беше многу позната. И фирма Јукан имаше своји купци од Америка, Канада, Европа и така. И така да, јас, например, 5-6 години живеев во Њујорк и работев за амерички купци и правив конструкција. И американците многу ме сака. Значи, многу ме цене. Каква конструкција, извини? Например, ти имаш блуза. Да. Јас сакам техничка документација на тој артикл. Разберно, тој производ. Да, значи јас конструирам ракави, манџетна, копчиња. Покреираш комплетно како производ. Значи, креирам модел. Креираш како модел. Затоа што во Америка многу се ретки тие дизајнери кој може да црта, ама после да направи конструкција. Такви немат. И практично да го реализира. Они тоа го немат. А ја можам тоа да го направам. Браво. И затоа они вика, остани тука, остани, ама не останав. Да. И така, значи во Јукан работев 10-15 години, после работев во една фирма исто, како конструктор, како супервизор на квалитет и така.
Текстилна, и таа беше текстилна? Да, Global Plus се викаше. Така. И оттаму се пензионирав. Мислам, тоа е така, накратко. Да. Фактички ти цело време си бил во текстилната индустрија, Да. во би рекол, поврзан со модата, Да. не толку со воопшто со градежништвото, не, со не, архитектурата, со зградите. Многу често тоа се случува, човек да се подготвува во образованието за една професија, а животот да го одведе во друга сфера, во друга професија. И ние имаме многу примери од наши писатели, кои што завршиле за лекари, ама потоа биле новинари, биле писатели и слично. Сега мене ме интересира, бидејќи дојдовме до тие пензионерски твои денови, тоа значеше дека откако се пензионира, па повеќе се посвети на книжевноста, на пишувањето, на преведувањето и на сликарството, или паралелно тоа го правеше и пред тоа? Не, тоа има долга историја исто. Добро. Пази, јас уште пред да почнам со прво одделение да запишам, Добро. имам научено едно од најкомплексни орнаменти од мојата мајка. Така. Значи, мојата мајка правеше килими, Добро. таму шиеше орнаменти. Така. Так. И тој се вика, многу години се вика тој орнамент, тоа го научи. Значи, што сакам да кажам, јас сум наследил креативен дух од моја мајка. Така. Да. Значи, откако почнав со школа, секогаш... Значи, талентот го имаш од Да, мајката. да. Наследено. Значи, у школа, дали основна или средна школа, секогаш бев одреден да цртам по оние зидни новини школски. Така. Значи, тоа сум го правил уште од четврто-петто одделение. Да. Што сакам да кажам, тоа ми е уште од мали нозе. Значи, она љубов према уметност, значи према цртање. Да. Тоа е, можам да тврдам. Значи, откако се вратив во Македонија, значи после тоа, ја нели немав работа, почнав да сликам интензивно, да изнајмив едни простори, таму сликав, после направив изложба во Струга, во хотел, Бог да прости, беше уште жива ова поетесата на Богомил Жузел. Диријан. Диријан водеше таа една галерија таму, и таму правив мојата прва изложба у тоа време, во оно време. И после тоа, ти викам, пред да се запослам во Јукан, значи сликав, работив. Лилијана Диријан во еден период од својот живот и самата се занимаваше со дизајнирање на свила. Да, знам. Да. Црташе. Да, тоа знам. Да. Тоа знаеш. Со нејзе сме биле многу блиски и блиски. сме кажувале историја. Так. Сега, продолжи за ова што овде во Македонија подоцна го правиш. Се запознаваш со писатели, се запознаваш со сликари, со уметници и некако се интензивира, го продолжуваш тој твој уметнички живот. Ајде малку за тој дел. Точно, така е. Сега, што сакам да кажам, тоа е врзано, види, како почна моето со писатели, вака. Добро. Значи, јас сум врзан со Стручки вечери на поезија уште од 72-3. Чекај, имам една слика, само би било интересно да се покажа. Слободно. Чекај, кај беше тоа? Не. Баш го земав и да покажам. Тука може би. Добро, тоа е... Да. Тој период, значи, добро, ја најде, добро. Да. Значи, ова, види. Ова 70 и некоја година, на Свети Наум се симнуваме од бродот
со мој другар студентски денови Разуме Кумбаровски. Да, со Го Разуме. виде? Да. Меѓу нас е еден шведски познат поет, Да. се не се сеќавам името, значи, сакам да кажам, И лично го знам, на Стручките вечери доаѓаше. тој шведскиот Шведскиот, поет, да. така. Многу интересна личност и така натаму. Што сакам да кажам, јас со поезија сум поврзан, значи уште од 73-4 година. Бидејќи Разуме и јас живеевме во една соба у студентски дом. Вие бевте... Цимери. Цимери. И сега, тој ми е другар неверојатен. А Разуме беше секретар на Стручките вече на поезијата. Со години он беше секретар, па ме викаше, разбираш. така. Значи не е дека сум поет, него Добро, онака така. како другар ме викаше. Како другар. И после навлегов со македонски поети, запозна колеги, со се запознав се поетите, писателите, така. Иначе уште од гимназиски денови имам напишано некои стихови. Так. Значи, јас сум сакал на сите по линија на уметност, значи имав желба, не е дека нешто ќе постигнам, него имав желба, Да, разбираш? ама имаш и доста преведено стихови од македонски поети. Така. Јас колку што знам од Блаже Коневски, од Ацо Шопов. Да. Сега, можем ово да Може, покажам? слободно. Значи, ова антологија на современа монголска поезија, преку 60 поети, преведени на македонски од мене. Значи, ово може да покажам. Издание, ова книга ти ја подготви, браво. Да, тоа е мој превод. Ова издание на Стручките вечери на поезијата, инаку. Да, така е. Сега, исто така, ова е книга мојата питома лирика, монголски познат поет Мендојо, исто така преведена на македонски. Да. Одлично. Сега, натаму, например, Славе Георги Димовски е преведен на монголски. Браво. Да, Так. Јагне се вика, он има една песна, Јагне се вика, да. Јагне на монголски се вика Хурга. Да, така. Тоа е ова нај. Ова книга не ја представивме, не кажавме ништо. Ова е исто така Бранко Цветковски, но јас сакам да кажам, не само монголски поети на македонски, туку и македонски поети. Значи имам многу песни од Блаже Коневски до Анте Поповски, ред други поети, и поедини поеми се преведени на монголски и објавени се таму на престижни поетски литературни овакви списанија. Ова, например, тоа е антологија. Ова антологија современи писатели, значи у превод на бугарска поетеса Наталија. Да, Неделкова. Да, Велкова. Сега, овдека, ово е моја слика. Така. Да. Значи, внатре има... Ајде малку сега кога... овие се мои слики. Одлично. Да. Значи, антологијата е илустрирана со твои ликовни дела, со твои слики. Да. Има една моја песна овде. Така. Да. Сега Ли, да продолжиме со твоите ликовни дела и твоите изложби. И овде во Македонија... Ова е моја песна, ама на бугарски, а ова е моја слика. Да, ова е твојата слика. Да продолжиме со твоите изложби и со твоите ликовни дела кои што ги презентираш овде во Македонија. Ајде малку кажи ни за твоите изложби. Да, сега одма да ги кажам. Знам дека имаше во Скопје, во Радовиш. Да. Најпрво да кажам, затоа што ово беше многу репрезентативно представување во организација на Министерство на култура на Бугарија. Добро. И во организација на Монголска амбасада. Значи, ово е каталог, репрезентативно, и можеш да отвориш, да покажеш и така натаму. Да. Ајде кажи ни за твоите изложби во Македонија. Да, ово, например, изложба тука во Илинден, во општина Илинден. Да, во општината Илинден. Се сеќам на оваа изложба и јас бев. Да, вие бевте. Во Домот на културата. Ово исто така изложба сега минатата година за Стручки вечери. Да, во рамките на Стручките вечери на поезијата. Да. Така е.
Тоа е. Сега, ово не го покажавме, ово е една исто монголски поет, преведен на македонски. Мојот свет се вика ово. Така. Сега, што да кажам, Сега јас сакам, бидејќи сме ајде. при крајот на емисијата, Добро. сакам да те прашам. Денеска, сега, најинтензивно, со што се занимаваш? Со цртање, со сликање, со преводи, со пишување? Јас лично имам чувство дека најмногу си посветен на сликарството. Така. Така ли е? Подготвуваш ли нешто ново, некоја нова Да. изложба? Да. Јас преговарам, мислам, со мој другар, Владимир Темков у Кавадарци. Темков од Кавадарци, да. Таму ќе правам изложба, не знам, уште не е одреден Добро, датумот, а после можеби у Турција. Во Да, Турција. затоа што има многу мои колеги сликари турци. Пошто ја учествував многу овие ликовни колонии. Да. У Адана, у Истанбул, у Измир, значи има многу мои колеги турски уметници. Значи можеби негде таму лето у Турција ќе правам изложба. И така. Добро, точно. Меѓутоа, видиш, не сакам да одвојам дека претежно работам на сликарство, него морам да работам, например, на ова книга, Работиш да и на- довршам. да. Морам да работам и, например, еве, ово не го покажавме, ама ово е многу интересно за јавноста. Видиш, види ово. Книга спремам, значи антологија на современа македонска поезија на монголски јазик. Тоа е многу Да, интересно. ово е, например, би било, ово е корица. Да. Јас сакав токму тоа да те прашам. Бидејќи ти си и Еве, ово би можел да биде корица исто. Да. Бидејќи си ти почесен конзул на Монголија во Република Македонија. Така. Еве ти си вистински амбасадор. Ти работиш на запознавањето, на проткајувањето и на соработката меѓу Двете Монголија и земји, Македонија, двете земји. Значи, и монголските творци ги презентираш и фирмираш кај нас, но и обратно. Така, Ти ова што го подготвуваш, ова антологија на македонска поезија и овие преводи кои што пред малку ги представивме. Да. Тоа е многу значајно. Ако ти не си сега тука, јас не знам дали некој друг воопшто би се сетил и тоа би го правил. Значи, твојата улога и твоите заложби се многу битни на овој културно-уметнички план. Се разбира. Значи, види сега, јас имам исто задолжение како дипломатски представник на Монголија во Македонија. Така. Значи, имам и други активности во врска со дипломатски активности. Значи, јас повикувам поети на стручки вечери, повикувам, организирам деца да дојде на фолклорни фестивали да учествува. Таа размена. За ликовни овакви убитола, за разни други активности, знаете. И значи јас исто моето време оди и на тоа. Исто така. Али еве сега на пример ова една слика може да покажеш. Да. Моја изложба сега ко летоска на Струшки вечери, кога беше во организација на Струшки. Да, многу необично. Ти си тука во еден шатор, би рекол. Да, да. Ово специјално го направив. Така. За да има, знаеш, она интересантно. Вака, почитувани гледачи, нашиот вечерашен соговорник е поливалентна личност. Значи, човек со повеќе дарби, повеќе таленти, повеќе преокупации, но како што рече пред малку и повеќе обврски. Тој како конзул има и работни ангажмани и обврски. А ние, еве, се приближивме до самиот крај на емисијата, па јас нашиот гостин Ли ќе го замолам на крајот од емисијата со еден од овие фломастери да ни се подпише и да ни напише една своја мисла како сведоштво, како спомен за оваа средба и за овој разговор. Добро. Еве, со црвената боја. На која страна? Овдека. Значи, тука треба да се напише. Окей. Подпиши твоето име и презиме.
многу необично, бидејќи ви пишува вертикално, ние Така. пишуваме сите хоризонтално. Ќе сакаш ли овде на македонски, барем по раката, да знаеме што ни напиша Пораката, во превод? Аха. Така, како Да. тука само поета, мислел за Знаеш ета што, порака. тоа е позната изрека кој рекол Добро. еден Ако голем кажи човек слободно ќе- македонски. Добро. Значи, како колку сме, толку сме. Гане Тодоровски. Е. Токму сме. Да. Колку сме, толку. Добро, напиши го тоа. Колку сме, толку сме, токму сме. Тоа е од Гане, да. Колку сме. Толку сме, токму сме. Токму сме. Токму сме. А скратено тука да ни се подпишеш? Како се подпишуваш? Скратено. Така. Добро. Овде ќе напишам. Летив Да. Намдаг Жан Чиви и не. Да. И сакам сега, добро, со рака ли да ти честитам, со рака да ти честитам за се ова досега што имаш направено и да продолжиш да ја шириш културата од Македонија во Монголија. Благодарам. Може ли само да прочитам една кратка песна? Може. Ајде, на крајот. Степски номад, моја песна. Добро. Благословен од вечно син Тенгр, смарагдно сино, роден во бескрајниот степски простор на Монголија, во вртлогот на судбинското тркало на неговиот живот, номадското дете Летив беше повикано и испратено да дојде во античката македонска земја. Земја која првпат именувана во Библијата како христијанска. Моите траги исцртуваат и остануваат засекогаш на почвата на двете свети земји на два континента, како што беа освоени и исцртани границите од двете најголеми империи Монголија и Македонија, кои се запаметени во историјата на планетата Земја. Значи, судбината на степскиот номад воопшто не е случајно. Приказната за степскиот номад се уште не е завршена. Добро, благодарам. Со ова нашата вечерашна средба и емисија е завршена. Ја ви благодарам за љубезното дочекување и ми беше задоволство да одговарам. Така и да се гледаме на вакви и слични убави поводи. Се разбира. Благодарам.